Добар ден, драги ученици! Добредојавте во нашата училница по предметот работа со компјутер и основи на програмирањето за пето одделение. Денес ќе учиме за програма како низа од последователни инструкции, односно ќе треба да го осознаете начинот на кој компјутерот извршува одредена програма, односно прецизно и недвосмислено следење и извршување на последователните инструкции. Ќе започнеме со една едноставна секојдневна активност. Варење на кафе. Што ни е потребно за да може да го свариме кафето? Потребно ни е шпорет, гезве, лажичка, кафе, шолја за кафето и вода. Што треба да направиме? Прв чекор, стави вода во гезвето. Втор чекор, стави го гезвето на рингла. Трет чекор, вклучи ја ринглата. Четвртиот чекор, чекај да зоврие водата. Чекор 5. Кога водата ќе зоврие, стави во неа една лажичка мелено кафе. Чекор 6. Измешај го да се изедначи. Чекор 7. Врати го гезвето на ринглата. Чекор 8. Почекај кафето да зоврие. Чекор 9. Стави го кафето во шолја. Ова се работите што треба да ги направиме за да свариме едно кафе. Што ни е потребно, односно се она што ни е потребно, представува влез. Што треба да направиме, представува обработка и свареното кафе е ставено во шолјата, представува излез на една програма. Што треба да направиме, можеме да го продлабочиме, односно подетално да ги поставиме инструкциите како да го свариме кафето. Почнувајќи од тоа да кажеме дека треба со десната рака да го земеме гезвето, со левата рака да ја пуштиме водата, да го поставиме гезвето под чешмата за да го наполниме со вода и така натаму. На тој начин работат компјутерите, односно ова представуваат алгоритми. Алгоритам е низа од јасни и прецизни дејства, што треба да се реализираат по точно одреден редослед, за да се реши зададен проблем. Алгоритмите може да ги запишеме со блок дијаграм и со псевдокод. Во блок дијаграм секоја наредба е представена со еден блок. Имаме два начини како да го запишеме блок дијаграмот. Во овој начин, елипсата како форма ќе ја користиме за почеток и крај, правоаголникот ќе го користиме за пресметка, односно обработка, и стрелките надолу, десно, лево ќе представуваат насока на движење во блок дијаграма. Како втор начин на запишување на блок дијаграм можеме да користиме паралелограм како влез, односно излез, ромбот да го користиме како форма, кој што ќе представува избор, односно одлука, со две можности, точно или неточно, и овој циклус, кој што е представен во табелата, го сочинуваат блок за избор и еден или повеќе блогови за пресметка, односно излез. Ќе започнеме со активности. Никола запишал блок дијаграм на алгоритмот за одредување поголем број од два зададени броја. Ова е блок дијаграмот кој што го нацртал Никола. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да го нацртате блок дијаграмот, за да можеме понатаму да ги решиме зададените задачи. Продолжуваме со решавање на задачите. Повторно можете да го запрете видеото, да ги препишете трите задачи, да се обидете да ги решите, а потоа заедно со мене ќе ги решиме и ќе ја провериме точноста на вашите решенија. Ќе започнеме со решавање на првата задача. Дополни го псевдокодот, запишен според блок дијаграмот. Ова тука представува псевдокод со сините букви, кој што имаме почеток, тој почеток го имаме и во блок дијаграмот,
Потоа следи читај, овие беа променливи, А и Б, запишан е псевдокодот, читај А, Б. Што следи понатаму? Ако, запишуваме ако, А е поголемо од Б, тогаш печати, ако е да, ќе се печати А, променливата, инаку ќе се печати променливата Б. И следи крај. Доколку имате потреба, запрете го видеото и проверете го псевдокодот или поправете ги грешките кои што ги имате во вашиот псевдокод. Продолжуваме со задачата број 2. Запиши ги имињата на променливите што се користат во овој алгоритам. Променливи, кажавме уште на почетокот, се запишани во паралелограмот, односно тоа представуваат А и Б. Одлично, продолжуваме понатаму со третата задача. Ако Никола ги внесе вредностите 15 и 14 за двете променливи соодветно, која вредност ќе се испечати по извршувањето на програмата? Значи, на местото на променливата А да запишеме 15 и на местото на променливата Б да запишеме 14. Ќе се испечати вредноста 15 на променливата А, бидејќи вредноста која што ја има А е поголема. Повторно можете да го запрете видеото и да ги запишете решенијата на задачите. Продолжуваме со следна активност. Децата играат една игра. Кој е моето овошје? Има 4 овошја за избор. Јаболка, портокали, банани и грозје. Секој ученик може да добие 2 или 3 овошја, но има одредени услови за избор на овошје. Ова е блок диаграмот кој што треба да го решиме според барања кои што ќе ги зададеме. Ќе ве замолам да го запрете видеото, да го прецртате овој блок диаграм и со следните услови кои што јас ќе ви ги кажам, треба да го решите. Под А. Дополни го блок диаграмот за алгоритмот на оваа игра. Влезен податок е името на едно овошје, а излезен податок е името на овошјето што ќе го добие корисникот. Кај секој блок за избор запиши да и не на соодветните места за да биде точен излезот. Значи ќе повторим уште еднаш. Блок диаграмот започнува со почеток, како променлива е овошје и следат сега инструкции. Услови за избор на овошје се: ако избереш јаболка, во првиот ромб тука гледаме дека вели овошје е еднакво на јаболка. Можеш да земеш банана. Значи, запишуваме да, кон стрелката десно, каде што запишуваме банана, а надолу запишуваме не. Продолжуваме понатаму. Како следен услов вели: ако избереш портокал. Сега веднаш што правиме? Во вториот ромб запишуваме портокал, тогаш можеш да земеш грозје. Веќе е запишано грозјето. Но сега треба да ги запишеме и да и не како можен начин за избор. Ќе повторим уште еднаш, вели ако избереш портокал, тогаш можеш да земеш грозје. Значи кон грозјето стрелката ќе запишеме да, а надолу ќе запишеме не. Следен услов вели: ако избереш грозје, значи веднаш во третиот ромб запишуваме грозје, тогаш можеш да земеш банана. Како и во претходниот случај, кон бананата запишуваме на стрелката да, а надолу запишуваме не. Променлива овошје ќе биде влезна променлива што ќе прима една од вредностите: јаболко, портокал и грозје. И следи крај. Запрете го видеото
и проверете го вашиот блок диаграм со ова решение. Имаме уште едно барање од овој блок диаграм. Под Б, која вредност треба да ја прими променливата овошје за да добие излез со 3 овошје. Излезот со 3 овошје во случајов ни е јаболко, портокал и грозје. Овошјето кое што може да биде како влез за да излезот биде јаболко, портокал или грозје, треба да биде, размислете, треба да биде банана. Одлично. Запрете го видеото, запишете го барањето и напишете го одговор. Продолжуваме со следна задача. Даден е алгоритам представен со блок диаграм во кој што се користат променливи. За да одговориш на барањата, потсети се на наредбите што се представени со секој блок. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да го нацртате овој блок диаграм, каде што имаме почеток, променлива n, треба да се обработат податоците, односно n да представува n плюс 8, да добиеме збир n и следи крај. Која променлива ја имаме во овој блок диаграм? Тоа е променливата n. За секоја влезна вредност, запиши ја излезната вредност на променливата. Ке ве замолам повторно да го запрете видеото, да ја нацртате оваа табела каде што имаме влезна вредност и излезна вредност и да ги пресметате со помош на овој блок диаграм. Се надевам дека сите ги запишавте вредностите, дека и ги пресметавте вредностите, а сега заедно ќе ги провериме оние вредности кои што ги запишавте во вашата табела. Ако влезна вредност ни е 3, тука обработката на податоците значи дека 3 треба да го собереме со 8, 3 плюс 8 е 11. Следна влезна вредност е 10. Значи зен заменуваме 10 плюс 8 е еднакво на 18. И последната трета влезна вредност заменуваме за n 8 плюс 8 е еднакво на 16. Одлично завршена работа. Сигурна сум дека на сите ни е точна задачата. Продолжуваме понатаму. Следи домашна задача. Ќе ве замолам да го запрете видеото, да го нацртате овој блок диаграм и задачата која што треба да ја решите според овој блок диаграм, каде што може тука да забележиме дека имаме пак две променливи, А и Б, и условот е вели дали А е поголемо од Б. Во табелата имате зададено влезни вредности и треба да добиете излезна вредност. Ви посакувам успешна работа, имајте убав ден, се гледаме на следниот час.